Здраво, Дани. Здраво, Мија. Ти благодарам што си овде со нас. Имам огромна чест денеска што ќе гостуваш во Хитмејкер. Ти имам кажано во неколку наврати колку ти ја сакам музиката и многу сум благодарна што сум овде денеска со тебе. Фала и на поканата и мене ми е баш големо задоволство што сум дел од оваа емисија. Супер. Периодов си многу актуелна со својот бенд, настапувате на места, имате доста свирки. Како е да се настапува после 3 успешни албуми полни со хитови, луѓето да ти ги пеат назад и конечно да излезеш на другата страна и да сме сега овде? Какво е чувството да се реализираш? Па, после 25 години мислам дека чувствата се измешани, затоа што не постои, не можеш секогаш да си на врвот, значи тоа е едно такво тркало кое што целовремено си вози и фала Богу само нека вози, нека не стои. Така да понекогаш е супер, понекогаш е врхунски, понекогаш е мирно, понекогаш е тапа. Меѓутоа, се додека вози, јас сум среќна. Така да благодарна сум за сите овие 25 години, сум имала многу подеми, сум имала и падови, сум имала и мирни периоди каде што не сум знаела кој правец да го фатам. И тогаш кога ми изгледало тотално невозможно да се излезе од ситуација, денес тоа го гледам како благодарност, затоа што тие искуства денес ми изградени те вакви личности какви што сме. Така си. Кажи ми како се справуваш со тие подеми, како си имаш справувано и со тие падови за време на мајчинството. Многу е тешко да се биде жена фронтмен, да биде се на тебе, на твојот грб, а да создаваш, да креираш, да сакаш да оставиш нешто позади тебе, баш тогаш да ти се случи дете, што е прекрасна работа, нели? И како е тоа да се вратиш, да се вратиш како што си пееш ти најдобро до сега. Како се прави тоа? Како се излегува на другата страна? Да, мислам дека и со таа песна се вратив назад на стината. Тогаш правев некои 4-5 години пауза. Токму поради потребата да бидам дома, односно да се посветам на мојот син. Јас станав мајка на 21 година и тоа е нешто што мислам дека си носи своји придобивки, но има и жртви, се разбира. Така да сега имаш другар. Сега ова е тоа време кога се придобивките, тогаш кога уживам во мајчинството, а во тој период знаев дека имам одговорност и дека треба да се посветам на тоа нешто и се повлеков, но фронтменството, што го спомна, е нешто што е вродено, нешто што го имаш во себе, нешто за што си предодреден и кога инстинктивно знаеш дека тоа е твојот пат што треба да го одиш, тогаш мислам дека не е ништо тешко. Јас не можам да кажам дека сум имала не знам какви тешкоти ради тоа што сум лидер на еден фронтмен, што ете целиот мој машки бенд од 7 мажи со бради си имаат своји побарувања и сите се различни карактери. Меѓутоа, тој период беше период на адаптација, период на учење, како да влегувам и излегувам од идентитети, во идентитет на мајка, во идентитет на перформер на сцена, во идентитет на другар, во идентитет на колега. Тоа менување на енергија цело време. Да, тоа мислам дека е една од поголемите школи што ги имам поминато, да кажеме улични школи, искуствени, кои што со текот на времето само ги надградувам, за да денес ми е се тоа така лесно, нормално, се лагано и тоа е тоа. Така, тоа е успех, значи, кој што се гради со текот на годините, не е нешто, не е квалитет кој што доаѓа преку ноќ. Па да, се согласувам, сите имаме таленти за нешто, затоа јас секогаш велам дека треба да се слушаме себе си, кога ќе си го слушаш внатрешното јас, точно ќе знаеш за што си предодреден и дека треба да се да созреваш преку
тоа нешто што ќе го осетиш длабоко во себе. Затоа мислам дека каква пречка и да дојде не може да биде непремостлива. Затоа што тоа е вистината, тоа си ти, за тоа си предодредена, тоа треба да го возиш и нема пречки што не може да се поминат. Да, љубовта кон музиката секогаш победувала во твојот случај. Ти си првата жена, автор, артист која што влезе во топ-листата број 20 на MTV Adria. Тоа е огромен успех и засегуваш во македонска историја ќе бидеш забележана како првата жена. Како беше тоа за тебе? Да, тоа беше посебно искуство. Во тоа време MTV Adria беше единствениот медиум кој што промовираше квалитетна музика од овој регион и секој имаше можност да аплицира за да го одберат да го пуштат или не. Јас како и сите мои колеги се разбира дека ги пуштив све тоа што сум работела, се тоа што го има создадено до тогаш и ете, некако чудесно, магично бев одбрана и од таа 2006-2007 година кога победив на MTV Adria, бев и во Минхен на европските музички награди како представник од Адрија регионот. Тоа беше едно баш огромно искуство кое никогаш нема да го заборавам, заедно со хладно пиво, со сидарта. И јас како представник од Македонија бевме Ван Гог исто така. Го представувавме нашиот овој Адрија регионот на ЕМА музичките награди. Snoop Dogg беше домаќин. Тоа беше стварно прекрасно искуство. Знам се сеќавам дека со пејачот на Ван Гог ја оговаравме Никол Шерфингер колку е ниска. Он викаше па види е бебо, само ти види е, на шта личи бре ова? Јас се имам газено од смење. Како бре на шта личи, колку е убава. Гле што е ова бе, метро и жилебе, ова тебе ти личи ли на добра девојка и така. Се изјазнавме, баш беше супер искуство и ете така, да, од тука потекнува и World Chart Express на лондонската MTV со Red Rains, односно препеа на црвени дождови на англиски јазик. Да, за многумина, да, фала ти на тоа. Така да, ако збориме за одскочна даска, веројатно црвени дождови е песната која што го прави тој бум панато. Да, тоа беше One Shot, беше снимен во Љубљана. Не се сеќавам името на продукцијата, дури и за нив, дури и за словенците, тоа беше нешто ново што ни они до тогаш го немаа направено. Затоа ја снимивме и на англиски и помина и на MTV регионалната во Лондон и така оставивме еден убав печат и белег кој што ете јас сум особено горда на тоа. Ова е навистина завидна кариера, огромни успеси, но покрај тоа што си успешен артист, ти си огромен хуманитарец, активист, борец, имаш повеќе од 12 годишно искуство како човек кој што се бори за човекови права, дел си од анти-AIDS кампањата, имаш посетувано воени територии, логори за бегалци, значи тоа е навистина нешто што е за почит. Пред се ти благодарам на хуманоста како човек и би сакала да те прашам дали би можела малку да ни раскажеш околу тоа доколку сега како тоа е во ред со тебе. Тоа е многу деликатна тема, не е нешто што е лесно и секој може да разбере како се живее со тој мајндсет. Да, тие 12 години се навистина посебни, бидејќи во тие 12 години јас многу пораснав, многу осознав за се и се што се случува во светот, бидејќи ние како изолирана држава од разни пандемии, зборам пандемии не како болести, него како човекови агресии, и не сме во допир со истото. Во 2007 бев одбрана од UN да бидам амбасадор на анти-AIDS кампањата, што се вика Staying Alive и беше спонзорирана од тогашната глобална MTV. И јас заедно со многумина одбрани пејачи од европскиот регион посетувавме курсеви во разни држави за тоа како да
се справиме со ХИВ заболените луѓе, како да комуницираме со жртвите од сексуално злоставување и од разни други теми, физичко малтретирање и така натаму. Да, за се што имавме разни теми. Да, имам посетувано и воени територии, сум поминувала граници меѓу Палестина и Израел, не биле вперувани пушки во нас, иако со блиндирани возила. Така да, во еден момент се чувствував како, да речам, Анџелина Џоли у тоа време, која што ги правеше истите работи. И премногу приказни случувања имам доживеано, кои што ме направиле да бидам многу посилна, многу поиздржлива и многу посвесна за се она што значи еден човечки живот и еден свет. Така да, генерално гледано, за мене секој артист, секој уметник, секој оно што се занимава со било каква уметност, секој оно што е допрен од Господ за да делува инспиративно, треба да биде општествено одговорен, треба да биде хуманитарен, треба да инспирира, треба да поддржува, бидејќи само така овој живот може да биде малце од малце среќен. Така е. Ти благодарам, Дани, за овој преинспиративен разговор. Верувам дека допревме до сите оние до кои што требаше да допреме, кои што ќе го разберат тоа кое што го разговаравме. Се надевам дека ќе имаме повторно со некоја прекрасна промоција, беше дел и од нашата топ листа и секогаш ќе останеме тука да поддржуваме вакви хитмейкери. Ти благодарам за цел придонес во македонската музика и за ова што си ни денеска гостин, што не почести со твоето присуство. Фала ви и на вас, фала ви за свеста и за поддршката на македонската музика. Оваа екипа е прекрасна. За тебе сите мои пофални зборови, да сте живи и здрави.